Очекуваме порано од 2025 година Македонија да стане членка на Европската Унија. Ова е само една од пораките кои што ги испрати премиерот Зоран Заев на заедничката пресконференција со еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан. Заев посочи дека тоа е само негова желба и дека се ќе зависи од постигнатите перформанси. Лично јас очекувам дури и порано од 2025 мојата земја да стане членка на Европската Унија, но тоа е само секако моја желба. Сето тоа зависи од нашите перформанси, колку побрзо ќе ги исполнуваме условите, кои што се пет се важни за граѓаните, но секако се важни за нашето приближување кон Европската Унија. Јас верувам дека и Европската Унија во моментот соопштува согласно согледувањата и перформансите на земјата, очекувања. Ако ги подобриме тие перформанси и Македонија и целиот Западен Балкан, тогаш верувам дека Европската Унија ќе биде многу по-позитивна во делот на проширувањето на Европската Унија, но меѓу другото тоа зависи и од економските услови на живот во Република Македонија, па дури и во целиот регион. Затоа што верувам дека зајакнувањето на стандардот, на економскиот живот на нашите граѓани, меѓу другото ќе значи и многу брзо приближување на Македонија кон Европската Унија. Покрај ова Заев посочи дека треба да се искористи позитивната клима со Грција и да се најде решение за спорот со името. Тој не изостави да го информира Хан и за врвните реформи на кои работи владата. Хан пак испрати оптимистички тонови и посочи дека досега сме постигнале многу, но сега е важно да се истрча последниот километар за да се заврши овој маратон. Јас и мојот тим сме посветени и очекуваме на почетокот на следната година да се случи нешто. Сега сме повеќе сигурни отколку претходно дека нашите земји членки ќе дадат одобрење за ваква препорака, вели Јоханес Хан, еврокомесар. Реформи во разузнавачките служби, судството и јавната администрација се областите каде што се очекуваат конкретни резултати до крајот на годината, вели Хан. Меѓу другото, тој посочи дека законот за јазици не е приоритет за добивање на препорака од Европската комисија. Тој побара во следниот период опозицијата да биде конструктивна затоа што според него целта може да се постигне само доколку сите одат во ист правец. Хан, одговарајќи на новинарско прашање во врска со стратешкиот документ кој што се подготвува, во кој според некои информации од Брисел за полноправно членство во Европската Унија во 2025 година се предвидени Србија и Црна Гора. Хан рече дека ќе има документ, но ќе се однесува на сите 6 земји, дека на регионот на Западен Балкан во Брисел се гледа како целина.